Да се биде лице за односи со јавност не е лесна работа. Да бидеш пиар не значи дека треба само да зборуваш на пресконференција. Иако на пресконференција работите изгледаат лежерно и како да ги кажуваме со голема леснотија, голема е веројатноста дека претходната вечер сме завршиле доцна, те да спремиме еден говор кој што трае само 10 минути, а покрај тоа и да го подготвиме останатите да го кажат истиот. И, например, погледнете го оној господин онде кој дава изјава. Тој е представник на некое предпријатие кој претходно го има навежбано текстот, кој го има направено онаа дама позади него. Таа, освен што е креатор на текстот, има за задача да одлучи кој и во кој момент треба да изјави нешто за медиумите. Иако е пиар, не значи дека незиното лице треба секогаш да биде пред камера. Но еве да не зборувам многу, подобро да те донесам на вистинското место каде што можеш да дознаеш конкретно што значи да се биде лице одговорно за односи со јавност. Но претходно треба да ги исполнуваш следниве услови. Дојди да ти покажам што мене најмногу ми се допаѓа. Тоа што покрај теоријата што ја изучуваме, имаме и пракса што директно можеме да ја применуваме. По секој семестар одиме во пиар агенции, пиар сектори, во некои од големите компании или пак владините институции. Исто така, учениците ни се добро опремени, секогаш со одлична атмосфера за работа. Со тоа што скоро секојдневно секој нас презентира нешто и се јакне способноста за јавно говорење. Колку е покреативно презентирањето, толку е подобро. Да ти покажам што друго имаме. Освен компјутерите, имаме и проектор кој го користиме секој час. Имаме и ТВ студио, камери, фотоапарати и друга опрема. Имаме и глува соба и богата библиотека. Она што мене најмногу ми се допаѓа овде е кадарот на професори што го имаме. Тоа се професори кои имаат искуство, пракса и знаење. А најдоброто од се е што го знаат вистинскиот начин како да ни го пренесат тоа знаење на нас студентите. Удам јас до надвор, а вие за повеќе информации обратите се кај Лила.